Добро вечер. Во топ тема вечерва интервју со претседателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Актуелни се неколку горливи прашања. Законот за употреба на јазиците. Одлуката беше најавена за полокалните избори. Забелешките на извештајот на Европската унија во делот за судството. Изборот на представник во Страсбург. Второбит. Како измените на кривичниот законник ќе се укине или поништи одредбата 353 која ги стави во повластена состојба функционерите. Како и кога би бил целосен составот на Уставниот суд по разрешувањето на судијката Елизабета Дуковска. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Како што веќе најавив, со нас е претседателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Благодарам што сте вечерва со топ тема. Долго време ве немаше на интервјуа. Дали не сакавте да се изложувате заради темите кои ги најавив или локалните избори во причина? Добро вечер и благодарам за поканата. И точно е, после подолго време се појавувам на едно интервју и не е тоа случајно. Граѓаните изминатиот период има можност да видат жестока политизација, па дури и етнизација на постапките на Уставниот суд. Морам да изразам едно задоволство што изборниот резултат од овие локални избори докажа една зрелост кај граѓаните, значи можеа да идентификуваат што е вистина, а што е лага, односно дел од политиките што ја злоупотребуваа работата на Уставниот суд и постапките на Уставниот суд беа поразени. И јас сум прилично задоволен од тоа, бидејќи моите апели, тие што ги следат моите јавни настапи, можеа да забележат дека во континуитет им се обраќам на граѓаните, да не дозволат да бидат манипулирани, дека Уставниот суд одземал права, давал права, дека се тоа лаги и политички манипулации. Така да можам да искажам една задоволство од зрелоста што ја покажа граѓаните и да изразам една надеж дека оваа зрелост што ја покажаа граѓаните ќе биде поука за сите останати политички фактори. Да не се обидуваат да ја политизираат, етнизираат или да ја даваат било каква квалификација на постапката и на работата на Уставниот суд. Да, имавте бурен период некаде конкретно 2024 година пред вратите на Уставниот суд и за тоа и ќе разговараме подоцна. Меѓутоа факт е дека пред изборите имаше неколку представки кои беа давани до Уставниот суд. Една од нив беше забелешката, особено политички ако зборувам на ДОИ, дека се кратат советничките листи во одредени општини како одлука на владата. Бараа постапување по ова прашање. Точно е, Уставниот суд донесе заклучок сите предмети поврзани со изборниот процес приоритетни да ги решава и ние донесовме неколку одлуки. Вклучително и оваа одлука на која не спомнавте, на владата со која се намали бројот на советнички места во одредени општини, но тоа намалување представува законска обврска за владата и се темели на резултатот од пописот. Тука ве обвинија за политизација по етничка основа и затоа го спомнав ова прашање, ако збориме за одредени. Да, но повторно манипулативно, затоа што ако видите во колку општини беа намалени, таму не се само така наречено со доминантно албанско население, намалени се бројот на советниците и во чисто македонски општини. Така да манипулативна беше и представката и обидите на тој политички фактор да ја поврзи нашата одлука за методологијата за пописот со оваа одлука на владата. Сепак, она што навистина е нелогично, морам да кажем, и зашто Левица најавува жалба во Страсбург е тоа што Уставниот суд реши да ја одбие иницијативата за оценување на уставноста и законитоста против упатството на АВМУ, што се однесува до радиодифузерите за поделба на времето на рекламен простор. Да појаснам за гледачите, 4 минути добива владеачката партија, 4 минути добива опозицијската, 1 минута добиваат представници во собранието кои што имаат помалку од 5 или 6 пратеници, 30 секунди од некои се вон парламентарни. И тука има два проблема. Левица факт е дека има повеќе од 5 или 6 пратеници и други партии кои имаат или ќе имаат. И знам, меѓутоа знам доби пари затоа што беше во коалиција со ВМРО-ДПМН, а од друга страна пак независните речи се ништо не добија. Тие 30 секунди требаше ги делат меѓу себе, а имаше голем број на независни листи. И ова навистина е нелогично. Се согласувам. Правно нелогично е. Значи, проблемот не е толку во упатството колку што е во самиот изборен законник.
Ако го видите упатството, веднаш после таа седница ја одржав пресконференција и ја образложив одлуката на судот. Значи, ние во изборниот законник имаме како се распределува времето. Таа законска одредба е пресликана во упатството, значи проблемот лежи во законот. А за да биде проблемот уште поголем, овој ист уставен суд, гледајќи ја, оценувајќи уставноста на таа законска одредба, два пати не нашол неуставност. Што значи, критиките што доаѓаат, барем според мене како судија, бидејќи ја имам и издвоено мислење на тој предмет уште пред 3 години. Значи, јас сметам, лично како судија поединец, и го издвоив своето мислење од мнозинството, дека законското решение е уставно проблематично. И ја во тоа моje издвоено мислење отидов неколку чекори понапред. Значи, јас како судија сметам дека граѓаните на Македонија премногу и буџетот, односно народните пари се премногу оптоварени со неколку закони, вклучително и со ова плаќање со буџетски пари, народни пари на политичкиот маркетинг. Значи, по закон неравноправна распределба. Башка неравноправна. Значи, тоа е сосема друга повреда. Критериумот, резултатот од претходните избори, уставно проблематичен за мене како судија. Но има и друг проблем. Значи, по закон за финансирање на политичките партии, по завршувањето на изборниот процес, повторно со народни пари, се плаќа секој еден освоен глас. Во зависност од изборот, луѓето стапуваат на функции, земаат плати со народни пари, завршуваат функциите на тие луѓе, земаат апанажа. 4 пати граѓаните ги плаќаат нашите политичари. Па затоа секој се бори за власт или за да биде функционер, затоа што 4 пати ние плаќаме. Меѓутоа факт е дека овие прашања мора да се решат. Ако не за овие избори, за некои следни, затоа што се повторуваат, не е прв пат. Се повторуваат. И Уставниот суд не ги укинува таквите закони. Значи, во сила, во овој момент е дека е пресудена работа. Значи, ние, Уставниот суд ја оценувал законската одредба и не нашол неуставност. Но тоа не значи дека не може да, пресудената работа кај нас не значи дека не може повторно да се отвори. А тој политички фактор имал 4 години. 4 години да интервенира не само пред Уставниот суд, него можел да интервенира и со поднесување на иницијативи во самиот парламент за измени и дополнување на ова законско решение. Мислите дека левица можела да поднесе иницијатива во тие 4 години? Значи, и до Уставниот суд, затоа што ние ги добивме иницијативите првин за упатството, а една недела после во сред веќе во започнат изборен процес, а потосна и за изборниот законник. Таа иницијатива допрва ќе ја разгледуваме. Правилникот на ДИК и за бројот на потписи на независни кандидати имаше исто така предлог да се укине правилникот донесен од ДИК и тука исто така имаше големи превирања кај независните кандидатски листи кои што наместо со 1% или со малце потписи требаше до 3500 да стигнат, зависи од општината, за да можат да се кандидираат, што по мене е навистина небулозно. Заради тоа што пак од друга страна сите сме еднакви пред уставот, сите сме еднакви граѓани и секој има шанса да влезе и во политика. Имаше со 2 потписи дека може да влезе. Така е. Уставниот суд негде во мај ги укина тие одредби од изборниот законник со образложение дека го повредуваат политичкиот плурализам. Значи, не само по материјалната основа, него и по формалната уставност ние најдовме слабости во тие измени и дополнување на изборниот законник. Но се соочивме со еден уставно недисциплиниран државен орган, тоа е Собранието, кој не успеа да ја пополни таа правна празнина создадена со нашата одлука. Дури имаше еден обид во сред изборен, на започнат изборен процес, да ја пополни таа правна празнина. Имаше некои предлози, колку што гледав од медиумите, со 0,9, што повторно би значило непочитување на одлуката на Уставниот суд, па 0,5, меѓутоа процесот неуспешно заврши. Упатството на Државната изборна комисија во целост е усогласено со правните стојалишта на нашата одлука. И за од таа причина Уставниот суд не најде неуставност и незаконитост на тоа упатство. Во однос на
актуелноста, морам да кажам дека е извештајот е една од последните работи кои што ги прочитавме. Таму една општа оценка имаше за неефикасноста на судството. Не зборуваме за ефикасност или неефикасност на Уставниот суд, подоцна ќе видиме што всушност тие напиша за работата на Уставниот суд и како таа е нотирано. Практично само прави осврт на ваши одлуки. Меѓутоа, иако не се од редот на редовните судови, сепак што ќе кажете за таквата оценка на извештајот на Европската унија? Јас ги следам во континуитет извештаите на Европската комисија, тие секогаш даваат реална оцена на состојбите. Последниот нити утврдува прогрес во одредени области, особено во судството, борбата со корупцијата, криминалот, меѓутоа не утврдува ни назадување. Значи, ние сме во една статус кво состојба подолго време, а статус кво состојбата воопшто не е добра. Значи, таа е реална оцена. Значи, граѓаните имаат комплетна недоверба не само во судскиот систем или во правосудниот систем, во целиот државен апарат. Точно е дека извештаите на Европската комисија не го оценуваат посебно Уставниот суд како четврта власт во нашиот уставен поредок, но земаат некои сегменти од некои наши постапки, како например, што имаше за балансерот, оценка дека владата потоа не направила услови за да се измери колку всушност во администрацијата има жени, да кажеме, колку се по етничка основа и слично. Што треба да следува практично по таа одлука што вие Јас колку што знам, имаат подготвено закон кој сега е во фаза на оценка на Венецијанска комисија, закон за правична и соодветна застапеност. Во најмала рака. Значи, место со подзаконски акти да се уредува ова, да се операционализира ова уставна темелна вредност, во овој случај ќе имаме закон. Значи, граѓаните ќе бидат посигурни и јас се надевам дека тој нов закон ќе се усогласи со нашите правни стојалишта во одлуката со која го укинавме балансерот. Односно да направи еден баланс помеѓу правичната и соодветната застапеност и она што значи мерит, стручност и компетентност. Зашто во претходниот механизам постоеше само правична и соодветна застапеност. Меритот беше тргнат на страна. И не случајно ние имаме, ајде да не употребам некој потежок збор, неефикасна државна администрација и тоа го чувствуваат граѓаните секојдневно. Вториот аспект беше за изборниот законник во вториот осврт во извештајот. Граѓаните знаат дека ние донесовме одлука со која изразивме сериозен сомнеж во уставноста на измените и дополнувањата на изборниот законник. Јас неколку пати јавно имам кажано дека тој закон има направено непоправлива штета на нашиот правен поредок. Непоправлива, значи штетата што тој закон ја создаде не може да се поправи. Во кои сегменти најмногу? Во поглед на, значи кај нас имаме огромен суфицит на неказнивост, а дефицит на одговорност. Значи неказнивоста царува во нашата држава. Тој закон, тие измени и дополнување на законот, овозможија, бидејќи тоа кривично дело 353 се однесува само на функционери. Значи не може обичен граѓанин да го стори тоа кривично дело. Неказнивоста во таа категорија на граѓани да продолжи. Значи бројките на неказнивост само да се зголемат. Зборуваме за 353 од кривичниот закон, за кој што рековте дека по локалните избори ќе одлучуваат. Не по локалните, ние му одредивме рок 6 месеци на собранието. Ние имаме до тоа го има и во извештајот нотирано дека не е направено во рокот од тие. Рокот истече во август. За да се преиспитаат соодветните одредби, во спротивно судот ќе донесе конечна одлука дали да ги укине, односно сите пресуди врз основа на тие одредби ќе престанат да важат, а соодветните предмети ќе треба повторно да се погранат или да ги поништи. Од денот на поништување ќе се применува претходниот законник. Оној од 23-та година, ова е нотирано и во самиот извештај. Значи да појаснаме ви за граѓаните да биде појасно. Рокот од 6 месеци истече во август. Имавме разбирање како суд за изборниот процес, бидејќи вакви крупни работи не се
не е соодветно да се прават, но изборите завршија. Ние како суд, односно јас како председател на судот сум должен да го чувам кредибилитетот на Уставниот суд. Ние не можеме до недоглед да му дозволуваме на собранието да продолжува со една пракса на уставна недисциплинираност. Значи, собранието е должно, ако го почитува Уставот, а должно е да го почитува Уставот, е да ги почитува и нашите одлуки, бидејќи нашите одлуки по сила на Уставот се конечни и извршни и општо задолжителни. Но собранието до овој момент го нема сторено тоа. Доколку Уставниот суд хипотетички на наредната седница го стави и одлучи за овој предмет, ние ќе станеме како Уставен суд исти како доносителите на тие измени, затоа што штетите што ќе се предизвикаат од нашата одлука ќе бидат со уште понесогледливи последици. Морам да ве прашам, штетите значи дека и како што е тука забележано, ако се укине значи дека не постои. Да. Ако се поништи, значи дека ќе се вратиме на старо. Може ли да ни објасните по-конкретно што би значило укинување во правна смисла? Просто кажано, сега кога се донесе измената со 353, околу 1120 функционери практично им се намалија казнети или беа неказнети. Еве вака во пракса се што значи ако се укине, никој нема да биде суден по тој основ. Значи вака, ако Уставниот суд ги укине тие одредби или целиот закон, во тој случај со укинувачкиот ефект не се враќа во живот старото правно правило. Во тој случај се создава правен вакуум, односно нема да постои член 353. И сега замислите. Неказнивост, тоа е неказнивост. Значи тоа е еден повик за неказнивост, односно како зелено светло да може да се краде колку што се сака, бидејќи по нашиот устав никој не може да одговара за кривично дело што не е предвидено во кривичниот законник. Добро, ова ми е нелогично дека ваква одлука би донела, веројатно би можеле поништувачка одлука или некоја трета. Сега околу поништувачкиот ефект, кај нас и во теоријата и во праксата се создаваат недоумици. Ја можам да го кажам, дури и во Уставниот суд, меѓу уставните суди има различни правни стојалишта во однос на правниот ефект на поништувачките одлуки. Мој личен став е, доколку Уставниот суд во целост го поништи законот, ама целиот закон, не одредени одредби од тој закон. Целиот КЗК, за кој што беа... значи тоа се измени и дополнување на кривичниот законник. Меѓутоа тие измени се прават со закон. Закон за изменување и дополнување на... Значи целиот закон, значи не е само 353 таму тема, не, таму не има повеќе. Доколку го поништи целиот, и тоа во своето образложение, зашто го поништува? Бидејќи ние веќе изразивме сомнеш. Имаме сомнеш и за формалната уставна, односно постапката по која тој е донесен. Значи е донесен во нетранспарентна постапка. Без јавна расправа, со злоупотреба на европско знаме. Значи тоа е формална уставност. Особено формалната уставност кога е во прашање. Најдовме и материјална неуставност, но особено кога се поништува цел закон, поради формална неуставност, тогаш по моето правно мислење се враќа во сила претходното правно правило. Зашто? Затоа што кога целиот закон го поништуваме, се поништува правниот основ со кој претходното правно правило било ставено вон сила. Или поништувачкиот ефект има ние го нарекуваме, некои теоретичари го нарекуваат колективна правна амнезија. Не се случило. Тоа кај нас и кога има закон има колективна правна амнезија, а камоли кога нема закон. Тоа е многу битно. Позната работа за Македонија за неказивност. Да, сосема е различно доколку Уставниот суд одлучи да поништи неколку одредби од некој закон. Во тој случај се поништува нивниот ефект, ефектот на тие одредби од моментот на нивното донесување. Тука беше спорна 353 конкретно. Ако не можам да прашам, можеби не може да кажете, односно дали мнозинството смета дека 353 само треба да биде поништено вака како што беше донесено или повеќе превагнува ставот дека треба да се поништи целиот закон за измени и дополнување на законот за... Не, јас не можам да прejudicирам одлука на Уставниот суд, но можам да, бидејќи ние веќе имаме донесена одлука, ние изразивме сомнеш во целиот закон. Не во одредени одредби. И нападствијата што правните стојалишта и нападствијата што му ги дадовме на собранието се однесуваат на целиот закон. Но многу е важна ова диференција што ја кажувам, затоа што многу е важно како понатаму наш хипотетички се збориме, нашата одлука ќе ја применуваат судовите.
за да не настане правна недоумица. Не знам дали се сеќавате, оваа дилема беше отворена со законот за помилување, со членот 11, дали укинувачката одлука на Уставниот суд го вратила во живот членот 10 или членот 11. И по тогаш, и по тие расправи, и сега гледам дека нема единствено мислење. Јас затоа го кажувам моето мислење. Доколку се поништи целиот закон, особено поради формална неуставност, тогаш во живот се враќа старото право. И тогаш немаме правен вакуум. Тогаш значи сме окей. Меѓутоа, она што вие го доставувате до собранието како назнака и упатство на некој начин, е нешто што од друга страна не ги обврзува дека така треба да постапат. Не ги обврзува. Значи, одлуките на Уставниот суд се конечни, извршни и општо задолжителни. Ги обврзува. Кои се? Да ги земат во предвид надлежните правни стојалишта. Што значи? Ако собранието утре одлучи да постапи по нашата одлука, значи ќе треба да спроведе редовна постапка. Не може повторно преку ноќ да ги донесе овие измени. Не може со европско знаме да ги донесе измените во 353, значи ќе мора да иде во редовна постапка. Околу формалната уставност се збориме. Да, ама рокот ги гази. Сега и прашањето дека е надминат. Од друга страна постои ли трета варијанта да ги принудите да го направат тоа што го барате од нив? Значи, повторно ќе кажам еден мој личен став. На нашиот акт има еден член што ја го викам мртва норма, ни еднаш до сега не е применет. Значи, според нашиот акт, а нашиот акт има подуставен карактер, значи, актот на судот има операционализира уставна материја. Според тој член 88, Уставниот суд може да го определи начинот и рокот за извршување на неговата одлука. Што значи тоа? Според моето правно мислење, лично. Тоа значи дека Уставниот суд може да донесе, хипотетички, се укинува законот за измени и дополнување на кривичниот законник, меѓутоа со одложно правно дејство. Вие сте имале вакви одлуки? Не сме имале, до сега никогаш не сме имале. Тоа значи дека можеме да одлучиме, го укинуваме законот за измени и дополнување на кривичниот законник, меѓутоа правното дејство ќе стапи на сила, да речеме, на 1 февруари. Доколку судот се определи за такво решение, тогаш правиме дополнителен притисок врз собранието да ја почитува нашата одлука. Затоа што тогаш веќе нема повторно седнување, тогаш се укинува по сила на нашата одлука. На 1 февруари 353 веќе го нема. Меѓутоа, вие во декември веќе треба да е јасно каква... Не, јас кажав, јас неколку пати имам кажано, имаме разбирање. Имаше нема многу време зборувам дека. Нема многу време, сум должен да го чувам угледот и кредибилитетот на Уставниот суд, затоа што ние ако дозволиме собранието континуирано да не ги почитува нашите одлуки, тогаш и нашата работа станува безсмислено. И од тој аспект, доколку собранието до последната седница на судот во декември не се усогласи, не ги направи неопходните измени, јас ќе го ставам на дневен ред на седница на судот тој предмет. И ние ќе одлучиме. Мислите ли дека практично се знае како се донесе, што велите вие, на брзина со европско знамење, со прекјутност и на двете страни, и на власт и на опозиција, ова одложување е политички маневр? Практично и штитење на своите. Сега ова е политичко повеќе прашање отколку уставно прашање, меѓутоа факт е дека граѓаните имаат чувство на нееднаквост и на неказнивост. Ги ставаат во подредена позиција. Значи, и по тој основ треба да се укине. Јас кога веќе еднашка имам квалификувана таа одлука на собранието како одлука што направила непоправлива штета на правниот поредок и на правната држава, јас тврдам дека нема еден граѓанин во оваа држава, а ние граѓаните на избори го пренесуваме суверенитетот на народните пратеници за да ги застапуваат нашите интереси. Ја можам да потпишам дека не постои граѓанин во оваа држава што би го одобрил тој закон. Затоа што константа кај нас е неказнивоста и неодговорноста. Да, само со константа. Сега со закон се запечати. Со тој закон само се зголеми бројката на неказнивост и неодговорност. И сега со повторното непостапување и со опасноста да создадеме правен вакуум, тие бројки само ќе се зголемат. Тогаш
И релевантно е на граѓанинот да му кажеме кој е крив, дали собранието е криво или Уставниот суд. Затоа апелирам по не знам кој пат, собранието да се одважи и да биде уставно подисциплинирано. Ние имавме еден успешен случај со ваква одлука, Законот за електронски комуникации. Пречекорувањето беше од прилика месец и пол. И тогаш последиците ќе беа страшни од нашата одлука. Но ете, собранието се одважи, го донесе законот, ние ја запревме постапката. Сега очекувам таков одговорен пристап и по овој предмет. Само доколку да биде појасно, значи ли дека ако се поништат или укинат, дека ќе се вратат по стариот закон да се судат функционерите кои што избегна судење, во пракса што би значило тоа? Не, готово. Во кривичното право значи правилото на поблагиот. Значи штетата е направена, затоа јас го викам значи, непоправливо. Нема враќање назад по ниеден ослов. Да, но тоа ќе значи дека постои правно правило по кој може да се санкционираат функционери што прават злоупотреби на јавните набавки и на буџетските средства. Значи ќе биде жив 353. Само, по моje лично правно мислење, само со поништувачка одлука на целиот закон и со утврдена формална неуставност. Малце е комплицирано затоа што таму има и други одредби кои што бара и измени на тој закон кој што не се работи не е мал периодот за кој што се работи, ги враќаме назад процесите на измени на целиот кривичен закон. Тоа прави одговорноста на собранието уште поголема, затоа што точно е во тој закон го имаме и екоцидот и она безобзирното управување со моторно возило за кој постои европска регулатива. Меѓутоа 353 измените се протнати. За нив не постои за европска. Јасно, меѓутоа ќе настрадаат, да речем, условно речено членови кои што се битни исто така за. Значи јас лично мислам дека нашето собрание треба да се одважи. Значи ние имаме така се нашите одлуки, на странка ни е собранието, доносителот на актот. Собранието не треба да чека од предлагачот, од овластените предлагачи, од владата. Може и самите да поведат иницијатива. Значи имаат одлука на Уставниот суд. Одлуките на Уставниот суд секаде во светот имаат иста сила на закон. Правниот ефект, правната сила е како законите што ги носи собранието. И они мора да покажат почит спрема Уставниот суд. Ќе видиме. Ќе видиме. Она што е врел костен во вашите раце е законот за употреба на јазиците. Нешто што предизвика бурни реакции, заради тоа што особено од ДУИ, Европскиот фронт, тоа го етикетира како нешто што е скратување на правата, се кампираше практично пред Уставниот суд. Меѓутоа, факт е дека потребно е да се донесе, имаше два обиди за подготвителни седници, едната беше заради Кочани, која што беше одложена. Од друга страна постоеше спорни прашања во тоа време, 12 иницијативи, верувам дека се натрупале можеби уште повеќе во меѓувреме. Кога ќе закажете подготвителна за овој закон? Значи, покрај балансерот и законот за употреба на јазиците беше еден од предметите кој беше политички експлоатиран, беше политизиран, етнизиран и злоупотребуван за политички цели. И затоа кажав, многу ме радува што мојот апел на некој начин стигна до граѓаните да можат да препознат дали е тоа вистина што им се кажува или не. Никој во оваа држава не смее да биде нити нервозен, нити вознемирен од постапките на Уставниот суд. Многу пати имам кажано дека Уставниот суд и неговите постапки сите треба да гледаат на еден пријателски начин. Значи, наша работа е да одржуваме состојбата на уставност во државата. Хармонија во правниот поредок, што значи сите правни акти без разлика на нивниот ранг да бидат усогласени со уставот. Истото се однесува и за законот за јазиците. Значи, ние нити даваме, нити одземаме права. Ако ние утврдиме неуставност на некои одредби во тој закон, ние само можеме да му помогнеме на законодавецот да донесе подобар закон. Само може да донесе подобар закон. Но ете, судбината на тој предмет беше таков да го следеа и протести, и бойкот од суди, вие велевте дека се злоупотребува во политички цели законот и намерата. Апсолутно, и затоа сум среќен што тие политики се поразени. Зашто граѓаните
Јас често излегувам... Добро, вака директно на Дуим се обраќате, морам да кажам. Не сакам да ги именувам, но веќе имам кажано, штом политиката е нервозна и вознемирена од постапките на Уставниот суд, тоа е најдобриот комплимент за судот. Значи ние правилно си ја вршиме нашата работа. Многу се радувам што граѓаните препознаа што е лага, што е манипулација. Многу се радувам за тоа. Значи, тој предмет го следеше малце и лоша судбина. Значи, првата подготвителна седница беше одложена поради настанот во Кочани. Значи, тоа требаше да се одржи само 2 дена по таа трагедија. Втората подготвителна седница беше одложена поради одлуката на Управниот суд. Судијата известител беше тангирана со таа одлука на Управниот суд. Практично ставате без еден судија. Во тој случај, според нашиот акт, предметот го зема друг судија известител. Тој друг судија известител има рок од 6 месеци да го проучи предметот, затоа што он не мора да се согласи со правните стојалишта на претходниот судија. Тие 6 месеци истекуваат овој месец. До крајов на месецов на работен состанок на судот ќе побарам од судијата известител дали е готов со предметот, дали ќе побарам дури и дали повторно остануваме на заклучокот да одиме на подготвителна, зашто верувајте ми, мене ми е веќе незгодно по трет пат да канам представници од Венецијанската комисија, од Европскиот суд за човекови права, а веќе амикус курие брифот го имаме добиено од Венецијанската комисија. Што значи дека тој предмет ќе биде изнесен или на подготвителна, или директно на седница за одлучување. Тоа ќе зависи од најкасно февруари месец. Во однос на спорните прашања, може ли да ни откриете што се најголемите забелешки до она што е пристигнато до Уставниот суд и иницијативи, кои што оспоруваат делови од овој закон, некои од нив го оспоруваат и целиот закон? Значи имаме 13 иницијативи со различни аспекти на оспорување, но бидејќи ние имаме правило за живи предмети што не се одлучени, не смееме да изнесуваме, за овој дел ќе се воздржам од коментар. Се зголемија ли прашањата кои се наметнуваат на подготвителната седница? Тие се тие. Колку се разликуваат, ајде вака во рукавици, мислењето на претходниот судија известител и сегашниот судија известител? Не знам, уште немам добиено реферат. Немате уште добиено реферати. Со ова Уставниот суд со одложувањето на законот за јазиците беше се додека составот на судот од 9 судии не е целносно исполнет. И ние се уште чекаме на спроведување на препораките од 2019 година и пријателското мислење од 25-та на Венецијанската комисија. Меѓутоа, се уште немате 9 судии, се 8. Како тогаш ќе се одржи седница, може би директно, ако немате 9? Значи, јас пред некој ден контактирав со председателот на судскиот совет и прашав, бидејќи во негова надлежност е да достави предлог до собранието за нов уставен судија, и бев информиран дека до средината на декември тие ќе го направат нивниот дел од задачата. После тоа ќе апелирам собранието што е можно ден поскоро да ни избере судија за да го комплетираме со судискиот состав. И не само заради законот за употреба на јазиците, ние сега во изминатиот период имаме најмалце 6-7 предмети со резултат 4-4, што значи нема одлука. Значи многу е опасно кога Уставниот суд не е комплетиран. Имаме лошо искуство со собранието во претходниот состав. Значи јас сум убеден дека со политички цели повеќе од 2 години го држа Уставниот суд на минимум на кворум со 5 судии. Не ни бираат 4 судии. И тоа не е тоа случајно. Па добре, сега можеби не е случајно разрешувањето на судијката Елизабета Дуковска, која што практично со одлука на Управниот суд се случи после 2 години и повеќе, 2,5 години, да донесе Управниот суд одлука дека не била избрана на соодветен начин. Односно не биле исполнети сите услови, била избрана веднаш кога ги добила потребните 8 гласови, без да се разгледаат другите кандидати. И сето тоа се знаеше. И одеднаш Управниот суд во очи можеби на најавата дека ќе се носи закон за јазици или други измени на закони, донесе една ваква одлука. И тоа е чудно. Од друга страна, не само поради тајмингот, туку и поради тоа што пак вие како шеф нејзин ја прифативте таа одлука од Управниот суд. Значи вака да појаснам, ја веќе имам јавно произнесено. Да, тајмингот
и долгиот временски рок на постапување на управниот суд да создава сомнежи. Дали можда покрај правните постоели некои политички премиси за да се темпира одлуката. И легитимно е да имаме сомнеж во тоа. Ние како Уставен суд, оценувајќи ја таа пресуда, ја нарековме преседан во уставното судство, што создава последици. Во поглед на мерито, значи во поглед на суштината на работата, јас и ден денеска тврдам дека управниот суд има надлежност да ги оценува конкретните акти со кои се врши избор на разноразни функционери и именување на разноразни функционери, бидејќи тие не смеат да останат без судска контрола. Зашто тогаш можеме да предеме во друг тип на уредување, деспотизам. Значи, замислете, собранието, владата, председателот на државата избираат и именуваат многу функционери. И замислете да немате правен лек против... Да, ма ова е различно. Ако во една друга прилика, кога стануваше збор за дали да оде во пензија или не, вашата колешка Кацарска, дадовте изјава дека во Уставот е конкретно наведено кога некој судија му прекинува работата или се разрешува основите за престанок на мандата. Уставот е на законот од друга страна. Да, но ефектот на одлуката на управниот суд, знаете кој е? Изборот не се случил. Поништена е одлуката за избор. Значи, правниот ефект на таа пресуда е дека изборот не се случил. Значи, во овој случај не станува збор за престанок на мандат. Тој мандат не ни почнал. Тоа е многу вешта. Не е вешта, тоа е правнички исправно толкување. Да, меѓутоа, од друга страна, ако зборуваме дека самата таа може да даде приставка до Уставниот суд, во која ќе каже и се повикува на Уставот, на членот од Уставот, мислам дека беше член 8, сега не ми држите. Не е член 8, но не... Да, има основите за престанок. Основите за престанок. Да се повика дека на Уставот и да побара Уставниот суд да се произнесе во однос на одлуката на Управниот суд. Што би наиве ваше мислење која би? Еве ви го кажувам моето мислење. Значи, правниот ефект на пресудата на Управниот суд е дека изборот не се случил. Значи, не може да престане нешто што не почнало. Не станува збор за престанок на мандат. Ама, од друга страна, носени се одлуки. Таа била судија известител, Точно. кои што не се поништени заради Точно. тоа што не се случил незиниот избор. Колку и да личи ова игра на зборови, значи нема логика. Не, ја разбирам. Таа не била избрана, ета рековме не е избрана. Да. Како што велевме и за законот и за 353 дека ако се поништи, не важи. Не се случи, ако да. се поништи, не се случила. Меѓутоа се случиле правни дејствија, ајде сега јас Така е. некои дејствија и донесени се одлуки со незиниот глас кои важат Апсолутно. до ден денеска. Така Ако кажавте дека ќе се поништат, тогаш еве и одлуката, мислам дека и балансерот дали таа беше присутна или некои други седници кај што била присутна, значи, сите тие треба да се укинат. Значи, Како за нешто важи рефлексија, за ова не важи рефлексија. Не, затоа што нашите одлуки имаат специфичен карактер за разлика од било која друга одлука во оваа држава. По сила на Устав се конечни и извршни. И никој не може да ги преиспита. Ние дури и самите немаме ние добиваме представки, иницијативи да се преиспита одлуката поради... Ама не е логично прашањето, извинете, ако некој не е избран како што треба, е поништен неговиот избор. Значи не постоел. Елизабета никогаш не постоела во Уставниот суд. Ама таа истата носела одлуки. И тоа е целата нелогичност ако зборуваме, јас зборувам и како новинар и како граѓанин, како човек што немало одлука. А од друга страна велите нашите одлуки се извршни. Донесени се со помалце гласови од потребното. Затоа... Не важи незиниот глас? Не, во право сте. Создава конфузија и последици создава. Значи, ова се дел од последиците. Ова се дел од последиците од одлуката на Управниот суд. И затоа не случајно апелирав и го повикав законодавецот. Час поскоро да направи измени во законот. Односно, како што Управниот суд постапува во изборниот процес со кратки рокови, 3 дена, 7, 15, 20, така да постапува и во овој случај, а не после 2,5 години. Во 2,5 години донесени се безброј одлуки. Некои со одлучувачки глас на судијата Бети. И ја разбирам конфузијата и забуната што се создава. Но од друга страна па ви објаснувам дека нашите карактеристики на нашите одлуки се конечност, извршност и самиот Уставен суд нема надлежност да ги преиспитува. Но дел од тие одлуки, бидејќи рес јудиката пресудена работа, кај нас нема ист ефект како во редовното судство.
било која странка, за било кој предмет, може повторно да поднесе иницијатива. Вака сега излегува Знам дека дека управниот звучи суд, ако сака да отстрани судија, ако сака и вас да ве отстрани, има начин, можеби и одлуката нема да му биде правилна и ќе се преиспита. Меѓутоа намерата е тоа да се спречи функционалноста на Уставниот суд, кој е највисок орган и треба да го штити Уставот. Ме разбирате, ова излегува дека државата создала механизам преку управниот суд, затоа што сте избрани и именувани функционери, да бидете на исто ниво како што се сите избрани и именувани функционери за кои велите дека треба да бидат секако мониторирани и судски. Меѓутоа во овој случај ефектот што ќе произлезе не е ист како кај другите избрани и именувани функционери. Што според вас е решението затоа што побаравте да биде изменето? Да се изземат или да се направи нов член или кој всушност ќе Само да се, значи, излезот од оваа состојба, да се уредат кратки рокови за постапување на управниот суд. Исто како во изборниот процес. Во изборниот процес они одлучуваат за 3 дена. Ќе бидат кратки роковите, извинете, ама некој може да ве тргне од работа. Да, ама ако има основ. Добро. Сега ја не може, ако се смитаме дека судот е политички, ако е политичка алатка, не, треба да има правни аргументи. Не, тоа се разбираме, ама кај нас бива и политика. Ја пресудата ја имам и затоа викам, во мерит, во суштината на работата, таа е оправдана. Затоа што процесот на избор, на номинирање, на предлагање на суди за Уставниот суд во судскиот совет, го прекрши уставното начело. Секој има право да бира и да биде биран. Замислете се вие да сте во иста улога и не бидете ставена на гласање, како би се чувствувале? Факт е дека е повредено. Повредено е. Уставно начело е. Уставното начело, меѓутоа факт е дека никој и од кандидатите што отпаднале, ниту од било кој, ниту од управниот суд не постапиле и не побарале тоа да се разгледа во тие 2 години, 2,5 години. Дали вие добивте представка од било кој од тие што не му било дадено тоа право да биде разгледан можел да поднесе? Не, имало тужба до управниот суд против управен акт. Не, по овој член што го кажавте од Уставот можеле да поднесат и ќе се одлучеле во интерес на останатите кандидати кои не го добили истото човеково право. Така е. Така што многу се чудни не случајно го нарековме преседан. Најголем проблем е 2,5 години. Да беше решено за 2 недели немаше да разговараме на оваа тема. Да, ма како што велите, последиците се големи. Последиците се големи. Затоа што и практично повторно имаме закочување на работата на Уставниот суд, она што го велите, ако претходните не сакале да изберат и останале на 5, а не плюс 4 и сега го нема тој потребниот 9 одлучувачки глас. Видете. Не велам на Елизабета, на бројката 9. Ние имаме лошо искуство, не случајно го кажувам. Ја имам оправдани сомнежи дека политиката не сака да има орган што е контролор на нивната работа. Значи, наш примарна работа ни е да ја држиме политиката во правни рамки. Правно да ја дисциплинираме, да не си ги пречекорува надлежностите. И предпоставувам дека на политиката тоа име проблем. И видовме дека е проблем. По реакциите, зашто јас кога станав председател реков нема веќе сензитивни или несензитивни предмети. Сите предмети ќе ги решаваме. Нема друг начин да ја вратиме довербата на граѓаните во правната држава. Иначе како, ако ги чуваме предметите со години, кога да го решиме ние законот за јазици? 2045-та? Добро, сега секој се факт е дека политиката се обидува да направи сопки. Е сега една од работите која што навистика на особено претходниот месец предизвика исто така влијание изборот на представници на Македонија во Страсбург, во Судот за човекови права. Имаше прва селекција на пријавени кандидати, тројца требаше да се избират од 11 кандидати. Меѓутоа, на еден чуден начин, владата го поништи првиот избор на пријавени кандидати за избор на судија и постапката сега е некако заплеткана во тој правен систем. Од друга страна, постојат јасни одредби објавени во службен весник во однос на одлуката за основање на комисија за избор на кандидати на Република Северна Македонија во Судот за човекови права. Сега сте во таа комисија и вие. Може ли и да ни кажете која е основната грешка на вашите
претходници и колеги. Како е дозволено владата да поништи нешто што можеби во тој момент не требало да стигне до нејза? Значи, јас како председател на оваа комисија, ново формирана за избор на кандидати за судија во Страсбур, веќе имам кажано. Сметам дека претходната комисија направила грешка во чекорите. Значи, ние имаме со иста одлука сме формирани и исти се одредбите и во таа одлука со која е формирана таа комисија и во одлуката со која е формирана сегашната комисија. И таму јасно се одредени чекорите што треба да ги превземе комисијата. Да распише оглас, да направи избор. Третиот чекор е изборот на тројца да го прати до експертскиот панел при Советот на Европа, од кого треба да добие мислење дали предложените тројца кандидати ги исполнуваат условите. А четвртиот чекор е по добивањето на таквото мислење да ја информира владата дека овие тројца кандидати што ние ги избравме доби зелено светло од експертскиот панел на Советот на Европа дека ги исполнуваат условите. И дури петтиот чекор е владата формално да ги предложи на парламентарното собрание тие тројца кандидати на избор. Мислите дека толку случајно е комисијата дека не ги знае чекорите напишани и објавени во службен весник? Мене не ми се познати причините. Тоа е многу чудно да некој што е во комисија не знае кои се чекорите за постапување, дека владата не е пред овие што се пред панелот. Да. Доколку таа комисија го направеше тоа, ќе ги врзеше рацете на некој начин на владата. Владата немаше да може да коментира исполнетост и неисполнетост на условите. Затоа што тогаш експертскиот панел ќе кажеше да, ги исполнуваат условите, не ги исполнуваат условите. Вака комисијата и даде можност владата да даде свој став, дали ги исполнуваат или не ги исполнуваат условите. Едно став, друго е акт. Нема акт. Ја барем колку што знам, нема акт. Нема писмена одлука на владата дека го поништува тоа. Па како тогаш може да биде прифатено од страна на комисијата? Не може ли да се... Мислам, видете, овие правни работи се навистина се вака или така, но меѓутоа можела да си ја увиди грешката и да рече, бидејќи нема акт, се враќаме на она што е правилник, а правилото е тројцата кандидати да се испратат до панелот. Ова е многу чудна ситуација. Чудна е ситуацијата, владата ќе треба да си... Не е наивно направено. Владата ќе треба да си даде одговори, мене не ми се познати причините, на крајот на денот не ме ни интересираат причините. Јас со одлука на влада бев прашан дали би се нафатил да бидеш член на таква комисија, за да бидам конструктивен. Прифатив, да не одбивам. Сакав, бидејќи ми беше кажано дека планот на владата е првите луѓе на Уставниот суд, на Врховниот суд, на Основниот граѓански суд, на Академијата и на Кривичниот суд. Таму е до И во тој аспект, за да покажам конструктивност, прифатив. Се надевам нема вакви грешки оваа комисија направи. Не, јас нема, значи кажав, нема теоретска шанса да се постапи спротивно од задачите што ми ги има одредено владата. Значи ние малце ни се закочи процесот поради неколку представки до ДКСК. Да, тоа сакав да кажам, ќе продолжиме по рекламите за делот, бидејќи кажав дека во правните лавиринти се до заплетка заради тоа што сега се преиспитува компетентноста на дел од членовите, дали тие имаат судирни интерес или не. Тоа треба да го реши антикорупцијската комисија, мислам денес утре, што поскоро тоа треба да се... Јас очекував, добив некои сознанија дека денеска треба да одлучуваат, меѓутоа не видов дали има некоја одлука. Јас мислам дека немаше, дека за утре е закажана, меѓутоа за ова по рекламите останете со нас. Продолжуваме со интервјуто на претседателот на Уставниот суд. Кога би можело да се одржи таа комисија состанок во однос на кандидатите за избор на представник во Страсбур со оглед на чекањето на одлуките од други органи? Значи, јас веќе свикав седницата за 24 овој месец. Се подразбира доколку Државната комисија за спречување на корупција донесе одлуката до тогаш. Ако ја донесе на 24 го правиме изборот и веќе наредниот ден го упатуваме тие тројца кандидати на мислење до експертскиот панел. Имаме многу малце време. Прашањето е и во однос на кажавме дека сте избрани именувани функционери, меѓутоа она што е актуелно е постојаното повторување на премиерот дека судиите не ги заслужуваат платите.
И тоа се случи во однос на намалувањето на нивните плати со намалувањето на коефициентот, односно укинување на таа одредба со која се зголемија платите и на судиите меѓу останатите функционери. Сметате ли дека 86.000 се доволни за некорумпирани судии или напротив, платата е една од условите каде што некој не би бил подмислив и би бил задоволен? Тука е многу актуелно прашање затоа што постојано се повторува владата дали треба или не треба да добијат плата во таа висина. Значи не се само платите битен елемент во обезбедувањето на независноста и самостојноста на судството, значи вкупниот амбиент во државата, значи Уставниот суд како чувар на уставот ја чува и темелната вредност на нашиот поредок, начелото на поделба на власт. Ја мислам дека кај нас предолго време се погрешно поставени, изместени се работите во поглед на тоа како кохабитираат трите власти. Ниедна од властите не може да има надмојк на другата власт. Како не, па интерпелации на членови на судски совет, па најава за ваша интерпелација. Да, но тоа е аномалија на нашиот поредок. И затоа сме на ова дередже како држава и како правен поредок, бидејќи континуирано 20 години наназад извршната власт покажува надмојк не само врз судската власт, исто и врз законодавната власт. Нашиот законодавец не е таков каков што го замислил нашиот уставотворец или какви што се парламентарните демократии. Може да се наљутат, меѓутоа тие се ништо повеќе од гласачка машина. Факт е дека не може да влија затоа што не може да има интерпелација за судии, тоа е факт. Меѓутоа тоа е политички маркетинг што се употребува. Изместени се работите, значи ако ние имаме аномалија во нашиот правен поредок, а аномалијата е недовербата во целокупниот систем, затоа што политичарите многу често го вперуваат прстот во судството и викаат 2%. Не е поголема довербата ни во другите власти од 2%. Тоа е wake-up call за системот. Значи, ние не може двете власти да се амнестираат, законодавната и извршната, да речат, во судската власт е катастрофална состојбата. Па, тоа е систем. За да се доведе во катастрофална состојба, овие две власти имаат своја улога во тоа. Дали собранието не им го дава законски одредениот минимум од буџетот, кој најмалку 0,8 никогаш не го добиле. Никогаш не го добиле. Дали извршната власт со изјави, платите на судиите, не, погрешно се поставуваат тезите. Двете власти треба да ја помогнат на оваа власт за самата да се прочисти и да испорача правда. Иначе за платите на судиите Уставниот суд веќе има еднашка одлучувано. Ја имам и јавно кажано став. Значи, плати на судии може да се намалат само во исклучителни околности. Тоа е меѓународен стандард. Значи ли тоа дека ќе се врати коефициентот? Значи, имам неколку предмети пред Уставниот суд и тие ќе се најдат на седница до крајот на оваа година. Без разлика дали собранието ќе го донесе законот на плати и без разлика дали тоа некому му се допаѓа или не. Значи, ние сме должни да ги чуваме трите власти во границите на нивните надлежности, тоа значи и судската власт. Во една реченица за крај, затоа што веќе мора да завршуваме, транспарентноста на Уставниот суд, дали ќе можат новинарите и јавноста да ги следат веќе и седниците, беше тоа најавувано? Значи, тоа е приоритет на сите мои приоритети. Мислам дека многу нешта во државата ќе се променат доколку се определиме за тој пристап. Го чекам комплетирањето на судот со 9-тиот судија и прашање на време кога тоа прашање ќе го изнесам пред судиите за да донесеме одлука. Ми требаат 5 гласа за да се дозволи снимање на судниците на седниците на Уставниот суд во живо. Многу нешта ќе се променат ако тоа се случи. Ви благодарам многу за интервјуто и за најавите за седниците и што се ќе се одлучува на нив. Благодарам што бевте гости на тој тема. Благодарам за поканата. Продолжуваме понатаму со едно интервју од секторот на бизнисот. Зошто денес повеќе од кога било е важно компаниите да прават бизнис диагностика пред да носат стратешки одлуки или да барат инвестиции. Во време кога пазарите се менуваат со голема брзина, бизнис диагностиката е клучен фактор за бизнисите да ги препознаат своите вистински потенцијали, но и ризиците.
Со Ирина Аврамска-Пашовска од Финовате разговараше мојата колешка Марија зошто бизнис диагностиката е првиот чекор кон носење на паметни одлуки и успешни инвестиции. Оваа активност се поддржана во рамките на швајцарскиот проект за модернизација кој го спроведува Swiss Contact, па погледнете го интервјуто. Што точно представува бизнис диагностиката и кои се придобивките, особено за малите и средните компании? Бизнис диагностиката представува еден систематски процес кој што ги опфаќа сите елементи од работењето на една компанија. Значи се анализираат финансиите, се анализира организација, сите ресурси во компанијата, операции, производство, продажба, позиционирање на пазар. Многу е битна бизнис диагностиката бидејќи ги идентификува причините зошто самата компанија не го искористила или побавно го користи потенцијалот кој што веќе го поседува или пак не ги остварува повратите од инвестициите кои што веќе ги има направено. Што тие се две некои стримови, да кажам, кои што се многу битни и за самите менеджери, меѓутоа и за сопствениците кои што често се и менаџери на самите компании. За малите и средни предпријатија, самиот процес на бизнис диагностика им дава една јасна слика каде се нашите проблеми, каде се нашите слабости, каде се нашите јаки страни и врз основа на тоа им дава еден вид на мапа како полесно и правилно да ги алоцираат своите ресурси. Од друга страна им дава една слика каде понатаму треба да го дефинираат својот раст, на кој начин да го дефинираат својот раст и понатамошна професионализација. Значи практично се разликува од класичната финансиска анализа или ревизија. Исто да се разликува. Јас би сакала тука да кажам дека не би сакала да исклучиме потребата и за финансиска анализа и за ревизија. Зошто? Затоа што и самата финансиска анализа е дел од самата бизнис диагностика. Ние, например, и почнуваме со некој вид на финансиска анализа, бидејќи преку истата ја запознаваме фирмата, ја запознаваме како работи, бидејќи на крај на денот се рефлектира во бројки и тоа што им е многу битно на самите компании. Од друга страна пак ревизијата ни потврдува дали бројките се навистина точни, дали ни ја презентираат во некоја дали ни ја презентираат објективно сликата за финансиските извештаи на една компанија. Така да јас би ги препорачала на компаниите нормално и овие два процеси, особено и ревизијата, дали на периодична основа или на годишна. Меѓутоа, како што кажав, бизнис диагностиката се разликува затоа што финансиската анализа ни покажува кои се бројките, а бизнис диагностиката ни покажува зошто е таков резултатот, кои се причините позади тоа и што треба да се направи за истите да се подобрат. Нормално, пак ќе повторам, доколку се утврди таква потреба, односно дека се утврди дека има некој недостаток на самата компанија или некој простор каде што може да се подобри. Кои се најчестите болни точки што ги откривате кај компаниите во Македонија и кои би се елиминирале доколку спроведат бизнис диагностика? Ние работиме со приватен сектор, мислам дека не би сакала да претерам, меѓутоа сигурно сме работеле со над 80-90 компании во последните неколку години. Така да искуството е големо и идентификуваме некои болни точки кои што навистина се повторуваат. Некои само ќе издвојам, така да кажем, и што сметам дека се многу поважни. Најпрви компаниите немаат дефинирано јасна стратегија или пак визија. Многу често работиме од ден за ден и не се планира за некој период од 3 до 5 години, односно не доволно се комуницира и не се дефинира самата визија каде сакаме да бидеме за 3 до 5 години. Друга болна точка што ја гледаме е дека имаме најчесто несоодветна организацијска структура. Теретот и товарот на управувањето на фирмата е најчесто на 1 до 2 менаџери или пак на самиот собственик. Со тоа што тука произлегува веднаш проблемот дека немаме јасни распределби на одговорности во самите компании, одлуките се носат концентрирано или централизирано само на едно место без да се земе во предвид другите мислења. Така да тоа е исто една болна точка која што сметаме дека на која што има многу простор да се работи. Претходно исто споменав финансиска дисциплина и тоа е едно подрачје каде што навистина има простор за подобрување. Кај нас многу ретко гледаме во фирмите поставени финансиски индикатори по кои што тие си ја мерат својата успешност или како што кажав да имаат во континуитет согледување на состојбата, какви се од аспект на профитабилност, ликвидност, солвентност и така натаму. Исто така, што е многу важно и ние, пошто сме работели надвор од нашиот домашен пазар, е мерење на продуктивност на вработени.
Прво, кај нас компаниите не воспоставуваат такви системи, мислам не можам да генерализирам нормално, зборуваме значи сепак за поголемиот дел од компаниите дека немаат воспоставено такви системи за мерење. Со тоа што прво не си го познаваат сопствениот потенцијал, значи колку можеме, и второ и како можеме, односно како можеме со одреден број на вработени или одреден број на или начинот на кој што сме поставени, можеме да продуцираме и подобри резултати од сегашноста. Со оглед на вашето 20 годишно искуство и работа со над 100 клиенти, може ли да споделите некој пример каде бизнис диагностиката може да спаси или трансформира одредена компанија? Јас ќе ви кажам еден пример и тоа може да не е толку стар, вака што не е многу свеж, меѓутоа уште работиме со самиот клиент, нема да именувам клиент секако, меѓутоа фирмата е во сектор производство. Негде околу 80 навработени, се идентификуваше дека фирмата финансиски првично дека има некоја добра финансиска слика. Меѓутоа со самата бизнис диагностика утврдивме потреба се утврди потребата дека еве на месечно ниво фирмата се соочува со потешкоти во ликвидност, дека добивката има некој тренд на опаѓање. Што утврдивме фактички е дека голем дел од портфолиото, ќе кажам повеќе од 40%, опфаќаше производи кои што се продаваат со негативна маржа. Трошоци за логистика ги надминуваа нормалните, да речеме, граници на потребни трошоци за толкав обем на компанија. Утврдивме преголеми залихи, односно капацитет, односно капитал, заробен во магазин, така да со многу брзи интервенции каде што нема ни потреба од големи инвестиции, зборуваме значи за целосно реструктурирање на трошковната структура. И за само 6 месеци, значи компанијата успеавме прво да нормално да ја подобри својата профитабилност, затоа што ги оптимизиравме трошоците, а моментално работиме на самиот процес и на воспоставување на добри пракси во целото производство, од поставување на извештаи каде што ќе се следи и цена на чинење и цена на продажба, за да немаме продажби по негативни маржи, и до самото оптимизирање како да се поставуваат тие процеси каде што ќе се заштеди на нормално на ресурси кои што се потребни за реализација на истото. Како резултатите од диагностиката може да им помогнат на собствениците, на директорите на компаниите да носат информирани одлуки и да инвестираат за развој на својот бизнис? Без самата бизнис диагностика им овозможува да ги запознаат своите навистина јаки страни, и врз основа на тоа да ги фокусираат своите ресурси во подрачјето каде што нормално се јаки страните и каде што може да дополнително да растат и дополнително да се развиваат. Од друга страна го имаме и делот каде што ќе ги запознаат и своите слаби страни и ќе дефинираат стратегии или ќе ги мапираат барем ризиците кои може да настанат доколку истите тие слабости не се навремено решат. Така да бизнис диагностиката на самите директори и менаџери им ја дава, тоа е како еден, ние го викаме health check, значи буквално здравствен преглед, каде што се утврдуваат сите слаби точки, односно каде треба да поставиме некоја диагноза, ако имаме веќе некаков проблем, каде е решението, и буквално ни дава целосна слика на самата компанија, врз основа на која они може и понатаму да планираат, да се развиваат и да креираат своји интерни политики. Како инвеститорите гледаат на малите и средните компании кои претходно направиле бизнис диагностика? Дали ги прави поконкурентни од останатите компании кои не ги идентификувале своите слаби и силни страни? Секако дека тоа е предност. Самата бизнис диагностика, како што кажав, кога самите фирми се осознаваат својата реалност, многу е полесно и да преговараат и да дискутираат со партнери, со инвеститори, затоа што ги знаат своите болни точки, ја имаат таа предност да предвидат одредени подрачја каде што потенцијалниот партнер би бил заинтересиран или пак евентуално инвеститор да вложи во истите. Многу е битно тоа што кога веќе се почнува со еден процес на бизнис диагностика и се утврдува некоја, да речеме, една мапа со план на активности за понатамошно подобрување, самата компанија е свесна дека треба да почне да биде повеќе транспарентна. Со самата транспарентност се отвара
спрема пазарот, спрема партнерите, спрема потенцијалните инвеститори и со тоа дава една доза на сериозност, на професионалност и нормално е многу полесно кога нели работиме на ниво и на доверба и на ниво веќе и на податоци кои што веќе можеме и да ги квантификуваме и нормално да ги споделиме со друг, многу полесно течат и преговорите и нормално кон успешно затварање на било какви преговори. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Ви благодарам што бевте со топ тема. Следува шоуто 180 степени да видиме што ќе ни изготват учесниците. Останете со програмата на Телма.